Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. И додека светските лидери се собираат во Њу Јорк за годишното заседание на Генералното собрание на Обединетите нации, Соединетите американски држави и Кина ќе се обидат да ги заживеат преговорите за климатските промени. Со ова го започнуваме блокот вести за денеска. Американскиот председател Барак Обама веќе зборуваше, а ќе се обрати и кинескиот председател Ху Џинтао на еднодневниот самит посветен на климатските промени во организација на генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун. Председателот Обама рече дека неговата администрација ја сфаќа тежината на климатската закана и е определена за акција, иако, како што рече, САД беа бавни во признавањето и реакцијата по опасноста од глобалното затоплување. Обама кажа дека неговата администрација направила голем број потези последниве 8 месеци за намалување на губењето на енергија и намалување на испуштањето на штетни гасови. Тој рече дека најважен меѓу тие чекори е предлог законот усвоен во јуни од Представничкиот дом за климатските промени, зашто тој документ конечно ја прави, вели тој, чистата енергија профитабилна за американските бизнеси и драматично го намалува загадувањето. Од другите вести, угледниот американски вестник Wall Street Journal известува дека Пентагон му кажал на својот главен командант во Афганистан да го одложи поднесувањето на барање за дополнителни трупи. Вестникот цитира представници на одбраната кои велат дека администрацијата на Обама побарала одлагање за да биде сигурна дека САД употребуваат правилна стратегија пред да разгледуваат барања за дополнителни трупи. Главниот американски и НАТО командант во Афганистан Стенли Макристол предупреди дека мисијата може да резултира во неуспех ако не се испратат повеќе трупи во текот на следната година. Питсбург беше индустријски град. Долго челичната индустрија ја предводеше глобалната економија. Но кога лидерите на групата 20 најразвиени и земји во подем ќе се сретнат во Питсбург на глобалниот економски самит, тие ќе најдат град што стана предводник во развојот на технологијата за заштита на енергија и заштита на човековата средина. Самитот на групата 20 ќе биде отворен на едно од најубавите места во Питсбург, огромна застаклена јавна градина. Ричард Пјанчентини е директор на конзерваториумот ФИПС. Тој вели дека ФИПС е пример за некои од трансформациите што се случиле во Питсбург. Таму не се одгледуваат само растенија, се одгледува иновација. Најновиот проект е тропска шума во затворено, а одговорните велат дека ова е најдобра структура за заштита на енергија во светот. Обезбедува и природно греење и ладење. 5 метри под земја се поставени цевки во должина од 600 метри. Тука топлиот воздух излегува од покривот на градината, новиот воздух влегува преку тунелите, под земја се лади пред да оди на површината. Тоа е како бесплатен клима уред. Не се користи никаква електрична енергија, но помага воздухот да се одржи ладен. Центарот за конвенции во Питсбург, каде ќе се одржуваат главните настани од самитот, исто така е опремен со така наречената зелена технологија. Едната страна од зградата е свртена кон сонцето и поради еколошкиот аспект има освоено бројни награди. И се тоа во град кој своевремено беше голем загадувач, главно со индустријата за производство на челик. Но работите се променија. Наместо челик, фабриката Solar Power Industries сега произведува соларни плочи од силикон. Во фабрикава се инвестирани преку $100 милиони и произведува високотехнолошки соларни келии, вели Џон Бучер, директор на Solar Power Industries. Бучер вели дека фабриката вработува додека други отпуштаат работници. Надлежните се надеваат дека лидерите на Г20 ќе бидат импресионирани од определбата на градот за одржување на чиста животна средина. Либискиот лидер Муамер Гадафи ќе дебитира на генералното заседание на Обединетите нации по многу години минати во дипломатска дивина. Елизабет Арот од Гласот на Америка беше во Триполи деновиве, откаде известува за напорите на Гадафи да биде прифатен од меѓународната заедница. Гадафи е насекаде во Триполи. Либиците се навикнати. Полковникот слави 40 години од неговата револуција, со настани и настани, посветени на него самиот. Представен е млад армиски офицер кој ја презал власта преку пуч и кој поддржал револуционерни и терористички групи во светот.
Гадафи филозоф, автор на исламосоцијалистичката трета универзална теорија. Со концерти се слави неговото време на власт и многу референции на обидите да создаде арапско единство, што не успеале. Референции за неговиот повик за обединета Африка. За поддршката што ја добил од Нобеловецот Нелсон Мандела. Но и покрај либискиот реформиран пристап кон светските прашања и привлечноста на големото нафтено богатство, не се сите подготвени да го примат Гадафи на централната бина. Ако за ништо друго, затоа што е автократ, чија определба за непосредна демократија е празна, како и оваа зграда посветена на човековите права. А и неговиот сомнителен вкус за пријатели, меѓу кои и суданскиот председател Омар Хасан Ал-Башир, кој е баран заради обвиненија за воени злосторства. Именатото не е заборавено. Тој топло го поздрави осудениот бомбаш на авионот на Панам над Локерби, Али Ал-Меграхи, што вознемири многумина. Триполи за делото плати репарации, го осуди теророт и оружјето за масовно уништување. Санкциите беа симнати и Либија почна да се враќа меѓу светот. Државните медиуми се преправаат дека се е исто 40 години. Но некои либици сакаат промена. Овој собственик на предавница вели да се живее подобро, треба да се има подобар однос со другите. Тој верува дека Либија направила многу добри работи изминативе години. Но тие добри работи се видливи внатре, во Либија. Приемот на Гадафи во Обединетите нации ќе даде подобра слика за тоа како неговата земја напредува на светска сцена. Утре во Ньюсфлеш, Русија ја преиспитува историјата. Го гледате Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. И уште еднаш подсетување да ја посетите нашата веб страница glasnaamerika.com. До гледање.